Следниве минути со нова тема која што е исто така многу значајна и за која што треба да се дискутира. Еве зошто. Низа истражувања покажуваат дека младите навистина преферираат да следат вести преку социјалните мрежи. Едно од нив во своите статистики потврдува дека 17% од младите на возраст помеѓу 18 и 24 години се информираат преку инфлуенсери. Дали фактот дека инфлуенсерите многу полесно и поефикасно ја придобиваат младата публика треба да биде поука за медиумските организации во земјава, но и за новинарските здруженија? Дали за инфлуенсерите треба да важат истите правила како и за традиционалните медиуми, кој поставува граници, кој носи одговорности, дали е време за регулација на ова индустрија? На овие прашања утрово ќе добиеме одговори секако од нашиот соговорник, но и одговори на овие прашања денес и на панел дискусијата за законската регулација на инфлуенсерите, која што се одржува во Александар Палас, почнува од 9 часот. Да го поздравиме ние нашиот гостин. Добро утро за Сашо Пешев, председател на Македонската асоциација на агенции за маркетинг. Добре ни дојдовте. Добро е нашол. Прв пат сум во ова студио и благодарам на поканата. Да, и често исто наша последниот пат кога ве интервјуравме бевме онлайн, така. Сега сте ни тук. Отвараме тема која што е актуелна, за која што многу се говори, па ајде на самиот старт да разграничиме. Дали инфлуенсерите се медиум и каде ги лоцираме во медиумскиот простор? Потребата да они да се регулираат не е изворно македонски или органска, тука некој да се сети дека треба тоа да го регулира, него постои и европска директива за тоа. Таа е донесена негде, мислам, 2018 година, АВМС директива се нарекува, која го регулира работењето на давателите на аудиовизуелните услуги. Физички лица, односно или правни лица кои работат преку нетрадиционални медиуми, кои што ги нарековте. И таа директива важи за сите земји од Европската Унија, од 2022 задолжително, мислам, за сите земји на Европската Унија, така да ние усогласувајќи го нашето законодавство со европското, минатата година нашиот регулатор АВМУ донесе закон каде што веќе ја стави потребата за регулација на инфлуенсерите, инаку во законот се нарекуваат даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Така е формата, па во заграда веројатно ќе стават во правилникот инфлуенсери, подкастери, влогери и така натаму. И практично минатата година веќе е донесен законот и тука веќе нема бегање. Сега е фазата кога законодавецот и регулаторот се обидуваат да малку и по наша иницијатива на нашата асоциација и на луѓето од оваа индустрија да ја вклучиме и јавноста, инфлуенсерите и така натаму, да направиме еден правилник, тоа е подзаконски акт кој ќе регулира точно дејноста, бидејќи многу е подобро да се слушнат и самите даватели на тие услуги, бидејќи е доста специфична дејноста, не се тоа 6 медиуми, 6 национални телевизии и така натаму, па тоа се лесно ќе му најдете вие некој формат кај што ги вкалапите нив. Се работи за една широка сфера, практично секој е давател на некаква услуга. Така да, сега е фазата на јавна расправа и многу брзо очекувам тој правилник као подзаконски акт се нарекува, кој ќе ја регулира сферата да стапи на сила. Мислам дека има обврска до јуни да ја донесат и дефинитивно од јуни они ќе бидат регулирани. Сега се техничките прашања, кој ќе биде регулиран, до каде ќе иде таа регулатива, за секоја социјална мрежа важат различни правила, да, YouTube и TikTok и Instagram и така натаму, сите имаат визуелни содржини, меѓутоа по форматот, по следбениците се различни. Така да една доста тешка расправа киде, инаку да одговорам на крај на вашето прашање, да. Европската Унија во директивата своја нив ги препознава како даватели на услуги, како медиум, бидејќи они дават медиумска услуга, информираат, забавуваат, едуцираат, така да се третираат како медиум. Сега, која е таа граница каде вие давате личен пост и тоа се однесува само на мала затворена група, а каде тоа прераснува во медиум, каде е тој бенчмарк трешхолд, дали е тоа 10.000, 20.000, 30.000, тоа е веќе оставено на секоја држава сама да го дефинира и прилично тешко да се работи на таа граница. Има искуство, се извинувам, Словенија која не дефинираше никаков трешхолд, никаков бенчмарк, ги следат сите. И од денешка регулаторот сваќа дека треба да следи стотици илјади
контент провайдери, што е не е невозможно и изгодно, физички да вие ги следите, бидејќи мора да им следите и содржината внатре. Па после ја зголемија границата. Во овој момент кај нас регулаторот и ние разговараме за некој бенчмарк од 30.000 следбеници. Меѓутоа, повторно на секоја платформа тоа веројатно би требало да биде различно. Меѓутоа, ќе го има тоа дефинирано. Така. Сега кога сме кај регулативата, кој треба да ја изработи, да ја спроведе? Државата, платформите, самата индустрија и дали треба да бидат интегрирани во медиумска рамка или да останат слободни актери надвор од системот? Не може да останат слободни, значи европската регулатива нив ги става како медиуми и реално они се медиуми, они комуницираат и веќе е ставена законска рамка, значи ги регулира државата во законот за АВМУ се влезени, сега останува фазата значи на носење на правилникот кој ќе ги дефинира само техниките како иначе ќе имаат се разбира и одредени обврски. Меѓутоа ако прашате дали треба да бидат регулирани, јас на нашата асоциација ние конкретно за ова немаме дефинирано став, меѓутоа по некоја аналогија на тоа каков ни беше ставот за регулација на сајтовите, на порталите и така натаму. Да, ние сме за регулација бидејќи имате два аспекта на нивната работа. Првиот аспект е комерцијалниот. Значи, таа една господја, позната инфлуенсерка, не знам, лиже сладолед секој ден. Ја следат стотици илјади следбеници, меѓу кои деца и така натаму. Не е сведно дали она кажува дека го сага сладоледот или е платена за тоа. Се разбира дека е платена за тоа. Вие доведувате во заблуда потрошувачи кои ви веруваат, а вие реално добивате пари за тоа. И нема никаква логика да вие кај телевизиите имате супер регулатива, секоја секунда се мери, па конкретно вашиот медиум, вашата телевизија, па од милион ограничувања што сме, кога сме да емитува и така натаму, овдека да биде комплетно слободно, без никаква регулатива да се заведуваат потрошувачите и се доведуваат во Тоа е едниот аспект и вториот аспект е информативниот, значи говор на омраза и така натаму, ќе бидат опоменати доколку го работат тоа. Се она што него покрива законот за кривичниот закон, зборам за потикнување на верска омраза и така натаму, што се третира со законот за кривична постапка, овдека ќе биде регулирано со правилникот. Да, многу белја може да направат социјалните медиуми и инфлуенсерите. Во тоа се согласуваме сите, но под прашање на ова што досега го слушнавме, каска ли светот, Европската Унија во наоѓањето регулатива или сега е времето, или се остави премногу слободен простор да сега ни треба повеќе време сето ова да го регулираме? Можам да зборувам, значи, за Балканот кој подобро го познавам, и Словенија кај едно време работев. Регионално, да. Веќе Словенија и Хрватска као членки на Европската Унија, па дури и Бугарија влегува во регулација на ова. Нивната агенција за електронски медиуми имаат донесено правилници и така натаму, се во нашата фаза слична. Словенците се далеку понапред отидени, бидејќи има и уште еден аспект на тоа е даночниот аспект. Голем дел од тие инфлуенсери, влогери, подкастери и така натаму го работат тоа комерцијално. Не пријавуваат све како приход. Во еден момент кога некој регулатор државен ќе ги следи, они ќе имат на некаков начин и обврска да пријавуваат приходи. Да, АВМУ и регулаторот нема да ги следи од тој аспект, меѓутоа даночникот, односно управата за приходи, ако побара од АВМУ во колкав дел содржини, кои компании се огласувале таму, онда ќе има можност да провери. Имаше ситуација во Словенија каде што инфлуенсерите се обидува да го избегнат плаќањето на данок, па даночниците влегоа и кај инфлуенсерот во нивната сметка и кај компанијата да проверат дали платила. И токму ова што го спомена Ване, а и вие изминативе минути, етичкиот момент, но и правниот и професионалниот момент кај инфлуенсерите, најважните теми во дигиталниот свет. Се согласуваат ли инфлуенсерите да говорат на оваа тема? Кои ќе бидат панелисти денеска? Како е организирано?
панелисти, модератор ќе биде Ели Пеша, вашата колешка, која е и на некој начин и она учествува во тој виртуелен свет на Да честитаме, морам вчерашното враќање на Ели на YouTube со реалити чек, една нова димензија, еден нов пристап на тоа што го гледаме на социјалните медиуми. Извинете што ве прекинав, чисто да честитаме бидејќи публиката убаво реагира на тоа што го направи. Да, благодарам. И она ќе биде модератор, гости сме јас и правник од АВМУ кој ја носи регулативата и очекува два панелисти, инфлуенсери, едната е мислам Лоба, втората не сум сигурен, знам дека се сменја неколку прифатија, па одбија, па... Затоа прашувам, има ли волја кај засегнатите страни за дебата? Знаете, би требало да има, тоа не би било добро да се здружат, да се организира, да ангажираат и правници и асоциација, бидејќи они не се во нашата асоциација, они се физички лица, меѓутоа би било убаво да се организираат на некој начин и да настапат, бидејќи има друга алтернатива, регулаторот АВМУ, кој често пати знаел да биде и тврд играч на нашиот пазар, па да казнува за 2 секунди прекорачување и така натаму. И знаејќи го искуството како регулаторот се однесуваше со телевизиите и радијата, сега кога ќе влезе во оваа сфера на регулација, не снаоѓајќи се, може да тоа изгледа и малце тврдо и непријатно. И подобро е да се ангажираат инфлуенсерите, да се обединат, да дојдат, да дискутираат, да дефинираме каков тип на регулација им треба. Они ќе ги заинтересира и правниот дел, и обврските, и даночниот дел. У делот на етичкиот кодекс за адвертайзинг, потрошувачи и така натаму, тука нашата асоциација може да помогне, меѓутоа они сега малку се уплашени, малку гледат, знаат дека нешто се случува, дека ќе бидат регулирани, знаат дека тоа се случи во Хрватска, Словенија и нагоре, меѓутоа мислам дека не се уште добро вклучени, ниту организирани, ниту разбираат што точно ќе се случи, а ќе имат обврски по тоа, бар оние што ќе се следат, нема бидат тоа многу. Сега кога зборуваме за 30.000 следбеници, тоа се веројатно неколку десетици само такви даватели на аудиовизуелни услуги, физички лица кои ќе бидат следени. Така. Сето ова не води и кон тоа дека говорот на омраза, дезинформациите и пропагандата исто така би биле регулирани. Не зборуваме тука само за маркетингот и ако нешто добро може да добијат инфлуенсерите од ова е што некако ќе добијат и сојузници во сето ова, говор на омраза и слично, бидејќи... Да, и тоа е предвидено, они ќе го следат тоа, ќе опоменуваат, као што се однесува и за телевизиите, они не се директно, нема да бидат директно надлежни, бидејќи тука го засега кривичниот законник многу често ги опфаќа тие теми, меѓутоа они ќе бидат тие што ќе ги следат, ќе ги документираат, ќе ги снимат и ќе реагираат на тоа и ќе имат обврска да информираат. Ја мислам дека тука има работа доста, инаку таа директива европска, меѓу другото и точно и за тоа е поставена да го реши, бидејќи начинот на кој се конзумираат медиумите е тотално променет во последниве 5-10 години. Имаме тотална диверзификација над кој е контент креатор, кој информира, кој забавува, како го примаат тоа гледачите и слушателите, и мислам дека има потреба од таква регулација. Се надевам дека ќе стигнат пораките до надлежните до кои треба да стигнат и дека ќе има волја, бидејќи навистина ни е неопходна регулација. Со последното прашање ќе ја тргнам правната регулација на страна, сакам да зборуваме кратко за етиката, односно пораката која што ја пренесуваат медиумите по пат на социјалните мрежи. Знаеме дека влијаат и тоа како на формирањето на ставовите кај младите. Колку во овој период клучна улога треба да игра и образованието, и медиумската писменост. За меѓу другото да ги научиме овие млади да знаат како да се однесуваат во онлайн просторот и да знаат што треба да прифатат како порака, а што не. Да, токму и таа европска директива која неколку пати ја спомнав, го дефинира дека една од задачите на ова е медиумска писменост, бидејќи голем дел од младите, а и возрастните веќе се информираат како базична и основна извор на информација им служат социјалните мрежи. Они можеби и традиционален медиум да го примат преку социјалните мрежи. Меѓутоа со алгоритми, филтри кои ги има социјалната мрежа. Така да медиумската писменост е апсолутно дел од оваа приказна и
комерцијалниот дел тоа веќе ќе биде полесно, бидејќи кога инфлуенсерот, подкастерот, влогерот ќе дава комерцијална порака, он ќе мора да стави лого. Знаете, има уште еден многу по-специфичен аспект кој е потежок за регулација, тоа е економско влијание. Западот многу често го регулира тоа. Има голем дел на експерти, така наречени, кои ја злоупотребуваат социјалната мрежа, ширејќи некаква пропаганда под наводна експертиза, а он има директно економски бенефит од тоа. Значи, тоа мора да се дефинира дека он кога кажува дека некои акции треба да ги купите, да, имаш ти директен интерес од тоа. Така да, во делот на медиумската писменост е и мислам дека регулаторот ќе го препознае тоа тело е прилично ажурно, добро е, морам да ги пофалам, работат по сите стандарди, така да имат сега и нов совет избра, мислам дека ќе работат како што треба. Благодариме многу, посакуваме успешен панел и секако успешни заклучоци од истиот денеска. Да, ви благодарам, се надевам дека ќе ги анимираме и инфлуенсерите и општата јавност да даде свој мислења како тоа најдобро да го регулира законодавецот. Благодариме уште еднаш.